Дел од студентите има средба со ректорот денеска и ректорот излезе со свој говор пред собраните студенти пред ректоратот на УКИМ. Од зборовите на ректорот свативме дека досега од Министерството за образование не е стигнат никаков допис за техникалиите на државниот испит и затоа тие не може да излезат со никаков конкретен став. Меѓутоа ние нема да се откажеме како студенти, сметаме дека ректоратот мора да има став по ова прашање, меѓутоа и дека државниот испит не сме во никаков облик да се воведе, бидејќи директно го нарушува правото на студентот да се образува и ги ограничува студентите да ги продолжат своите студии доколку не го положат државниот испит. Така да студентите нема да запрат во своите намери, иако ректорот се обиде да ја смири толпата и да посочи на тоа дека немаат засега став по ова прашање, ние нема да се откажеме, понатаму ќе се собираме, се додека Министерството за образование и наука не се откаже од намерата да воведува ваква мерка која што на ниеден начин нема да допринесе да се зголеми квалитетот на високото образование. Ние се уште имаме студенти кои што живеат во руинирани студентски домови, имаме студенти кои што учат на неквалитетна литература, имаме студенти кои што немаат опремени амфитеатри за настава, има многу побазични проблеми за решавање отколку да се воведува државен испит со кој што само ќе се наруши правото на образование и ќе се ограничи студентите да добијат квалитетна настава. Дали имаше притисоци од вашите колеги да не бидат дел од вашата дебата или размислување, споделување? Јас се уште не сум случила некој директно да има некаков притисок, меѓутоа како што ја гледам толпата која што беше собрана овдека, гледам дека се детерминирани да успеат во своите намери, така да не верувам дека овој пат некакви политички притисоци ќе успеат да растурат оваа толпа, бидејќи ова е прашање кој што ги засега сите студенти и директно ќе удри на студентите и кои што се дел од политички партии и кои што не се дел од политички партии. Така да овдека не се работи за политичко прашање, овдека се работи за правото на студентот да се образува. Засега сме немале никаков контакт со студентскиот парламент. Тие го држат ставот дека ќе излезат со лично мислење по одржување на дебати и трибини. Еве веќе месец дена како е најавена мерката, од нив нема никаков проглас во јавноста што мислат на оваа тема. И сега малце е страшно тоа што студентските парламенти се сметаат за представници на студентите во ректоратот, во сенатот и така натака. Значи во сите тела на универзитетите и факултетите тие се сметаат за представниците на студентите и тие според закон би требало да бидат прво повикани за мислење од страна да го представуваат ставот на студентите, меѓутоа нажалост од нивна страна нема никаков проглас во јавноста, не кажуваат ништо, не заземаат никаква страна, нити пак дошле некој пат да ги подржат овие студентски собори кои што бараат укинување на мерката државен испит. Секако дека би го поканиле и нашите средби се јавни, тие се објавени на интернет, на Facebook страницата, така да верувам дека студентскиот лидер може да види што се случува и ако им изјави никаква желба, слободно може да присуствува и дури да одржи говор на овие средби. Ова се отворени средби, без разлика од кој факултет се доаѓа, од која организација и дали сте студент од 5-та година или од 1-ва година, секој има право на збор. Така да директно поканат и студентскиот лидер, како и членовите на претставителството на СПУКМ да дојдат на овие средби да изразат каков и да е било став. Страхувате дека нема да бидете вие повикани туку во студентскиот парламент кога ќе дојде онаа официјална дебата за Нажалост, јас лично стравувам, мислам ова не е став на масата, ова е мој личен став дека според закон тие се студентските представници нели во телата на универзитетот. Меѓутоа сметам дека и се надевам дека ректорот бидејќи виде оваа бројност на студенти и ги виде нивните барања за разлика од молчењето на студентскиот парламент, дека ќе се сврти кон оваа маса на студенти кои што има барања, кои што знаат точно што сака, ќе ги контактира лично нив за став кога се однесува за државниот испит.